Одветување за квалитетно јавно здравство по кројот на европското, до најави за клуч наврата за државни болници, што не се доволно конкурентни со приватните. Владините планови за подобрување на здравствените услуги се менуваат. Во планот за живот стои: Ке овозможиме квалитетно јавно здравство достапно за сите, во кое што ќе работат стручни и квалитетни лекари. Ке воведеме бесплатно болничко лекување за сите граѓани. Јавното здравство ќе обезбедува квалитетни и лесно достапни услуги, а граѓаните немаат потреба да плаќаат медицински интервенции во приватни болници. Во планот има наведено и користење на ресурси на приватните болници, но доколку истите недостасуваат во државните. Користење на ресурсите на приватните болници за услуги кои во моментов ги нема во јавното здравство, преку склучување на договори. Во меѓувреме, плановите се променија. Се што не може да обстои од јавното здравство. Фала, ќе ја затвориме. Новите, веројатно, значат клуч наврата за државните клиники, чии квалитетна услуга нема да биде идентичен како во приватните болници. Намерно или случајно, предизборно се најави нов систем. Фондот за здравствено осигурување кој се полни од пари на граѓаните, ќе го цедат и приватните болници. Алфа побара став за ова и од Министерството за здравство, но до почетокот на овие вести одговор не добивме. Идејата на Заев не е прифатлива за дел од лекарите кои велат дека наместо да се одбере најлесната опција, приватизација, треба да се оптимизира јавното здравство. Наместо да работат на оптимизирање на јавното здравство, подобрување на квалитетот на услуги во јавното здравство со пружање на подобра инфраструктура и подобри услови за работа како на лекарите, така и на пациентите, најлесно им е да се занимаваат со некаква така наречена јавно-приватно партнерство, односно приватизација на државното здравство. Најлесно е нешто да се приватизира и да се продаде, но на тоа најмногу ќе изгубат граѓаните. Најавата за ново системско уредување на здравственото осигурување отвара низа прашања и дилеми. Дали за ваквите планови не е потребен и приватен фонд за осигурување по примерите на европските земји? Колку од граѓаните ќе го користат јавното здравство, доколку за исти пари би можеле да се лекуваат во приватни болници? И дали би можело да се воспостави целосна државна контрола врз приватни фирми?